Добре дојдовте и во уште едно заедничко попладне и повторно студиото во Скопје, кој што ми на мене особено драго. Денес исто така со една позитивна енергија и знаете како секогаш сум обожавала да ја слушам на телевизиските екрани, бидејќи плени со една позитивна енергија, со некоја харизматична енергија. Станува збор за докторката Аспазија Софијанова. Добре дојдовте и навистина ми е многу чест и драго што сте дел од мојата емисија и што ја прифативте мојата покана. И мене ми е драго и често еве што доаѓам тука и да бидам дел од интересни прашања, предпоставам и провокативни на кои што ќе можеме да на јавноста да им откриеме можеби некои тајни. Малку повеќе нешто за вас. Да. Сега да се вратиме на почетокот на вашата кариера. Основно и средно образование сте завршиле во Скопје, а сте матурирале во САД. Ајде малку околу тоа време. Како е било тогаш? Знаете како, јас сум дете од докторска фамилија. Мојот татко мислам уште го знаат сите и баш имаше снимена емисија за патот кон успехот. Еден од основачите на педиатрија во тогашна бивша Социјалистичка Федеративна Република Југославија, каде што беше меѓу првите кои што доби Фулбратова стипендија баш во тоа време Народна Република Македонија, и имавме прилика да живееме 2 години во Соединетите Американски држави и практично он работеше во NIH, тоа е Националниот институт за здравје кој ден денес представува репер во медицината во Вашингтон, со што нормално отидовме цела фамилија. Јас имам помал брат кој сега живее во Канада. И едноставно уште од тогаш беше интересно да се осозна едно малку поразлично искуство, бидејќи во тоа време Југославија, која важеше како многу интересна држава, која што го спојуваше истокот и западот, јас велам, нели, знаете како трет свет важевме во тоа време, имавме извонредно добар прием во Соединетите Американски држави и за мене тоа беше невообичаено искуство, каде што исто така учењето на средното училиште во таква една нова средина и еден нов образовен систем со кој се судрив уште тогаш, за кој не би го подценила воопшто на кое што јас го поминував исто и тука во тоа време во бивша Југославија, навистина беше некое за мене и искуство и осознавање и созревање. И едноставно го сватив малку светот поинаку. Боите воопшто не се таму проблем. Расата не е проблем, националностите не беа проблем. И во тоа време и во Југославија имаше сепак една компилација помеѓу тоа дека ние сме практично едно. И тогаш се сеќавам дека говорев јас во амбасадата, бидејќи живееме во Вашингтон, дека доаѓам од држава каде што постојат повеќе нации, повеќе различни јазици, се говорат две писма, 3 писма се пишуваат, а сепак сме една држава. И навистина го паметам тоа убаво време, кое што ми остави еден енграм во мене, кој што нели вели, сепак гледај ги луѓето во бојата на очите, која што зрачи убавината и љубовта од внатре, друго ништо не е важно. И тоа остана некако во мене и понатаму и се рефлектираше во понатамошниот дел од мојот живот, но точно тоа дека Америка ми остави голем, да речам, интересен инпут за мојот живот понатаму. Така. И сега, педиатријата е вашата љубов. Пристапувате кон толку многу големо внимание и љубов, нели, кон децата. Како треба да се пристапи на едно дете? Тоа е всушност правото прашање за тоа кој и кога ќе заврши медицина, ќе се одреди понатаму во одредена област дополнително да ја практично практикува во животот. Јас сепак морам да кажам, а и го знаат тоа, тие што ме познаваат добро, мојата најголема љубов беше и остана астрофизика. Значи, јас сум многу ме интересираат енигматичните нешта. Значи, астрологијата, астрономијата, физиката, поврзаноста помеѓу универзумот, звездите и целата таа, да речем, и човекот тука, во целата таа поврзаност беше за мене всушност најголемата љубов. Меѓутоа, знаете, во тоа време некако студирањето каде, што и како на една таква специфична наука беше можеби малку по-комплицирана и по-комплексна и некако повторно во медицината навлегов, бидејќи независно што имав и, да речам, бекграунд за тоа, и медицината ви нуди голема енигматичност исто така и ви нуди исто така многу големи прашалници за многу теми. Значи, секогаш сакам да истражувам нешто непознато. Секогаш сакам да размислувам за нешто што не може да во секојдневието го направите туку така едноставно. Тоа е детето. Тоа е она кое што јас уствари го работам, односно неонатологијата или областа која што се вика новороденче. И се занимавам во таа област баш со она кое што повеќе оди кон неонатална интензивна, каде што сум и раководител, односно нешто што се вика живот и смрт. Пак поврзано со универзумот. Живот и смрт, преживување и оживување.
И тоа е практично на кое што е дел од мојата животна приказна, мојот животен пат и еве без разлика колку нели животот ве носи нагоре надоле, добивате одредени функции, длабоко во душата она што сум и ќе останам, тоа е педијатар, значи она што е за децата, меѓутоа во основа реаниматор или враќање во живот. Човек кој што сака да му помогне на детето тогаш кога е најтешко, а тоа не го може секој. Точно така. Сега можам да кажам дека клиниката е како ваш втор дом, што на кој што се залагате и што на кој што сакате да го направите, да смените на пример некои работи. Многу сакам. Тоа морам да признам, еве веќе имам втор мандат како директор и од вчера морам да ви кажем и затоа ми е драго да учествувам во вашата емисија како човек кој што е начело на една ваква универзитетска клиника за детски болести која што во светот има посебен ранг. Значи ние сме дел од медицинскиот факултет и луѓето кои што работат таму, јас посебно си ги почитувам те целиот тим кој што има за цел да сепак малце стави еден акцент академски на целата таа работа. Значи не е детето само да го гледате, доаѓа, има болка во грло, има температура, не е таа инфекција и така натака да се токму така едноставно гледа. Тука има многу работи кои што вклучуваат многу работи кои што од еден агол морате да ја гледате мајката, значи од што доаѓа тоа дете. Потоа го гледате целото семејство, дали тоа какво семејство, вакво, такво, секако, веќе знаеме дека се менуваат животниот стил, морате и на тоа да обратите внимание, бидејќи се до тоа остава одредени реперкусии во делот на воспитувањето, растот, развојот и сите тие работи кои што се врзани, тоа е еден врзан механизам. Вие немате строго одење право по една линија дека детето е такво затоа што е тоа така. Имате многу врзани механизми зошто едно дете е здраво, зашто друго дете е помалку здраво, зашто некој често се разболува, која од какви родители доаѓа, која е и здравствената состојба на тие родители, која прави здравствената состојба на детето. И често пати се соочуваме баш на универзитетската клиника со многу специфични болести. Веќе имаме и ретки болести, имаме за жал деца кои што боледуваат од рак, имаме деца кои што боледуваат од диабет, кои што боледуваат од одредени кардиолошки проблематики. Значи, не јас зборам респираторната патологија, бидејќи најчесто заболуваат од нели од горно респираторни проблеми. Тие не би ги говорели, иако тие се првиот симптом сега на оваа пандемија, која што е привилегија на возрастните. Децата тука немаат привилегија. И мене многу ми е драго што овој непознат вирус проба да го чачне човештвото и да му направи голем проблем, ама некако ги поштеди децата. И во тој дел јас сум многу среќна од тој аспект гледано, но сепак се справуваме со тие такви предизвици и се справуваме со фактот што иако светот рапортира дека има деца кои што добиваат исто така нели посериозни компликации од COVID-19, сепак е нас тоа е се уште да кажеме на ниво на чисто еве вака еден или два случаи ако можеме да коментираме, од кои едниот отиде во Швајцарија. Сега имаме во моментот исто така едно детенце кој има коморбидитет и мислам дека се справуваме со овој проблем и верувам дека тоа е она што ја носи тежината кога работите сепак во една таква универзитетска клиника и паралелно со тоа во да речеме во соседството наше или Белград кој што претходно беше еден од реперите во тој период минат, каде што имате Тиршова, имате детската болница, дјечја болница. Вие ме слушавте, доаѓајќи наваму, јас разговарав со нив, сум поканет предавач на онлайн предавања кои го организираат и имаме одлична соработка. Има исто многу интересни работи кои може да се земат па да се променат и да се некако можеби некои одели фузионираат, некои да се одделат и да речеме делот околу трансплантација кој е сега веќе актуелен и кој што е различен од она што беше претходно, да малку повеќе ставиме акцент кон оние болести кои се поретки, а да оставиме привилегија за почестите болести кои што се кај децата, кај Институтот за белодробни болести тоа да го работи или да работат, да речеме, матичните педијатри кои се повеќе и повеќе добиваат акцент и значај, че да се ние концентрираме кон академско, научно-истраживачкиот и, односно, поредките и поспецифичните болести, каде што треба конзилиарен тим на професори и на доктори кои малку повеќе имаат, да речем, искуство во по-необични болести. Така. Јас сакам уште еднаш да ви честитам за дадената функција. Вие го заслужувате тоа, ние можеме само да бидеме горди и многу повеќе да учиме од вас. Ви благодарам. Знаете како функцијата како таква е нешто што го носите во себе и треба да го носите во себе и треба да покажете вие позитивен пример, а во оваа пандемија вие само дополнителен товар, морам да ви кажам, бидејќи обврската
одговорноста и она за кое се бара сега од вас е многу поголема. Така, хајде по врска со ситуацијата нели за жал со COVID-19. Кој е апел кој што можеме да го дадеме на нашите гледачи? Нели кажавме на смиреност, дека ние сепак треба да знаеме како и да се навикнеме како да живееме со оваа ситуација, како да останеме смирени. Знаеме нели дека секојдневно слушаме новозаболени лица и за жал починати. Како во сета оваа ситуација да знаеме да ја прифатиме? Морам да ви кажам дека прво едно нешто што треба да ни биде јасно е тоа дека постои. Че постои овој непознат вирус, кој што не е толку веќе непознат, му се открија сите негови делови, откривме што содржи во себе целокупната таа внатрешна молекула и надворешниот негов составен дел и знаеме што може свет да направи. За многу интересен феномен е тоа што кај различни луѓе различно реагира. И сите ние не сме подеднако подложни на неговите реални реакции. Имате луѓе кои го поминуваат баш така, да кажам, на нога, и луѓе кои навистина сериозно заболуваат од компликација од овој COVID-19 и едноставно тој се врзува за деловите на белодробниот систем и прави рушење на деловите од белодробието, при што проблемот е во тоа што кога ќе настане таа така наречена цитокинска бура што ја будат, таа цитокинска бура практично го целиот имунолошки механизам подкренува и тоа е она кое што го велиме ние млечно белодробие, лоша белодробна слика, која што ја намалува сатурацијата и веќе често го слушаме израз сатурација намалена, каде што не може да се размени доволно добро нели кислород и така натака, кој треба и кој е основен практично продукт за дишење за мозокот и така натака, и тука веќе почнува да тоне организмот. Значи една малаксаност, една безвоздушност, да ја кажам, и тоа може да доведе понатаму до прогресија. И сигурно дека има лекови со кои што можеме да се справуваме, но во секој случај давањето на правиот лек во право време е многу важно. Значи проценката кога еден пациент ќе скршне, дали ќе ја заврши приказната успешно или ќе скршне кон друг пат кој ќе малку не тера нас да бидеме поагресивни кон неговото излекување, нешто што е она кое што е баш специфично во овој случај. Бидејќи јас лично имам искуство со деца кои поминувале и кои биле баш онака најобична вироза. Буквално вироза, а кога ќе земеме крв за антитела, гледаме дека имаат одличен одговор. Уште еднаш кога децата, значи, полесно поминуваат, имаат одличен имунолошки одговор. За разлика од тоа, кај возрастните можеме да имаме навистина и обична, да речеме, презентација на горно-респираторна инфекција, да помине без ништо, малтене да немаат никаков имунитет, да дури се рапортираат случаи каде и повторно може да заболат, што значи дека вирусот мутира, што значи дека повторно сака да го зезне човечкиот ум и повторно да ни направи нешто со кое што ние нема да знаеме реално што да правиме. Но нема ништо попаметно човечкиот ум. Веќе знаете дека се на поведок вакцини кои што би требало веќе да се справат на ваков или онаков начин и верувам дека тоа ќе биде конечното решение, кое по моето предвидување и по не само моје, јас сум цело време во континуитет со колегите од Европската академија на педиатри, со интернационалните асоциации кои цело време дебатираат на овие теми и се надевам дека ќе имаме полесна пролет. Доктор, ќе сакав да ве прашам како ние да го зајакнеме нашиот имунитет? Прво, да не заборавиме дека сите ние си имаме свој индивидуален имунитет. Значи, вие можете да направите понекогаш чуда да ништо не направите, всушност, заради тоа што имунитетот е тој кој што ви е генетски наследен, кој што зависи од вашите родители, кој што зависи од мајката кога била бремена со секој или без разлика. И мислам дека имунитетот е сепак индивидуален или оној така наречен персонализиран. Значи, секој си има свој индивидуални карактеристики. Проблемот кај овој вирус е тоа што кај сите вируси исто така, што кога ќе влезе во организмот може да направи такви проблеми да всушност го отвори или откочи генетскиот потенцијал што го имаме ние кон одредени болести. Тоа е тој проблем. Значи, вие можете уствари да добиете болест после тоа. Затоа и се случуваат овие така наречени компликации после ковидот, и ви го отвара она што ние го сите носиме внатре, а не знаеме дека го носиме. Имате генетски болести кои што се пренесуваат од родителите директно врз децата, или од дедовците врз децата, или од прадедовците, и затоа велиме генетската структура е толку необична, што мораме да внимаваме да овој вирус кај некој може тачно да го погоди нештото што ние го носиме, а може да си остане покриено и како да го нема за цел живот да биде малтене човекот здрав и да не
се разболи од тоа. Тоа е основаниот страв во суштина и затоа мораме да бидеме сепак внимателни како велиме да се справуваме со болеста како утре да биде војна, а да живееме како да сме спокојни. Но тоа да не ни даде па сега за право да бидеме ние цело време во една негативна тензија која се создава. Се создава и оправдано и неоправдано. Значи оправданиот дел е затоа што постои. Па дајте саворете, тоа е сепак вирус. И да го добиеме навремено контактирање со колегите наши, со нас, докторите и така натака. Од друга страна, се создава еден психолошки немир. Психолошкиот немир не го стабилизира организмот. Напротив, негативно влијае врз имунолошкиот механизам. И на тој начин, таа негативно што се создава од таа цела психа која што ја добивате при тоа, дознавајќи дали сте или не сте биле во контакт, па додека чекате PCR тест, тоа што да ви кажам, тоа е една огромна напнатост која се случува, но тоа го мобилизира негативниот механизам кај нас, кој не го качува имунолошкиот механизам, туку го симнува. И што правиме? Правиме еден циркулус вициозус во кој практично место да сме срекни, задоволни од она што го носиме во себе, ние практично уште повеќе паѓаме доле. Тоа паѓање доле може да донесе дополнително до влошување на состојбата и заради тоа јас сепак сум за тоа дека борбеноста што секој би требало да му ја пренесеме како да речеме како една key message велиме или како порака дека е сепак она што треба да не држи, што значи дека мораме да бидеме борбени, мораме да се справуваме со вирусот, мораме да едноставно знаеме дека постои не само во нашата држава, низ целиот свет. Значи не сме сами во приказната. Секоја држава го има својот овој проблем. Пред некој ден јас која што сум завршила специализација во Словенија, кога разбрав дека една Словенија која во времето беше синоним и на здравствено уредување, на здравствениот систем, зборам од мојот тако гледано, на клинички центар Љубљана, тоа беше, мислам како да ви кажам, буквално Европа во тоа време. Кога таму имаше 41 за жал почина човек од ковид и кога практично некако таа инфекција почна да се шири, веројатно дека никој не е поштеден, не само Словенија дадов како пример на една повисоко развиена европска држава, тоа значи дека сите ние сме повеќе или помалку атакирани во сето ова и да не олабави дека не сме сами, но да ни даде големо внимание. Што значи? Овие мерки што се кажуваат, носењето на маски, држењето на разумна дистанца, не дружењето многу кое за жал ние сме на овие простори балкански научени да се дружиме. И мене ми фали. Јас апсолутно еве го кажам отворено тоа. Човек кој што без разлика што еве и кај нас имаме протоколи на работа, мораме да држиме таа дистанца, некако си изгуби насмевката, си изгуби она позитивност, некако сите почнавме да го живееме животот на ковидот, секој се плаши дека некој можда покрај него е со инфекција или асимптоматски, а е пренесувач на болеста. И влеговме во тој филм. Јас би одела кон олабавување малку во тој психолошки момент, но внимателноста не би ја исклучила. И сметам дека тоа внимание тука нас не направи да дојдеме до оваа состојба малку поваква каква што е. Треба да знаеме дека можеби е невидлив и затоа не мислиме дека тој така се пренесува. Меѓутоа неговата невидливост не сме да ни создава, како да кажам, постои и затоа мораме да си ги носиме маските и тоа да ни биде рутина. Па јас живеејќи во Јапонија пред извесен временски период кога не постоеше абер за никаква корона, па јас ги гледав по улица како да јапонците сите со маски. И се чудев зашто е тоа така. Тоа е превенција од тој другиот со кој што они се сретнуваат бидејќи се густа држава, дека може многу лесно било кој тип на инфекција, не е само короната што сега ние ја осетивме, туку и некој друг тип на бактерија, на вирус, на било што, да биде пренесено. И таа култура на нивното поздравување кој не оди со гушкање, со, да кажам, грлење и така натака, што е дел од нивната филозофија, може би имало зашто е тоа така во нивниот културолошки код. Тоа значи дека во нашиот код го немаме тоа, малку треба да го научиме и да научиме дека ова што се кажува не е заради тоа што некој сака да го кажува, туку дека има причина зашто е тоа така.